Во областта на образованието и енергетската ефикасност се реализираа следните проекти. Се изградија од темел 2 нови училишни згради, и тоа основното училиште Рајко Жензифов, символ на кинеско-македонското пријателство, и основното училиште Невена Георгиева Дуња со средства на владата на Република Македонија преку Министерството за образование и наука. Додека општина Кисела Вода инвестираше во реконструкција на спортската училишна сала во истото училиште, за кое е предвидено во тековната 2017 година и целосна реконструкција на подот. Реконструкција на под е планирано да се направи и во училишната спортска сала во основното училиште Кирил Печиновиќ. Реконструкции на основни училишта на територија на општина Кисела Вода во изминатиот период се реализирани во следниве објекти: Подрачното основно училиште Круме Кепески во Припор, Подрачното основно училиште Кузман Јосифовски Питу во населба Црниче, комплетна енергетска обнова на Централното основно училиште Круме Кепески, а во финална фаза е и реконструкција на основното училиште Кузман Шапкарев во населба Драчево. За овие 4 години општина Кисела Вода интензивно работеше на зголемување на бројот на капацитети за згрижување на деца од предучилишна возраст. За таа цел се изградени 3 нови градинки по сите современи стандарди, и тоа во населени места каде што досега и не постоеле. Градинката Стапалче во Припор, градинката Ѓурѓица во Пинтија и градинката Перуника во Црниче. За истите овие градинки го применивме современиот метод за загревање со овошни семки и пелети како енергенс, со што придонесовме во заштита на животната средина. Овој тип на системи на загревање ги имплементиравме во градинките Пеперутка 1 и 2 во населба Драчево, како и во градинката 8 март во Пржино, која беше целосно реконструирана со цел да се постигне енергетска ефикасност.